Бугарија го блокира усвојувањето на акцискиот план за малцинства. Без него нема отворање на преговорите со ЕУ, дури и со уставни измени. Премиерот Мицкоски денеска изјави дека документот кој е неопходен според преговарачката рамка и членот 35 од истата е готов и усогласен со 26 земји членки на ЕУ, освен со една. Мицкоски изјави дека не знае што конкретно бара Бугарија од документот. Акцискиот план за малцинства е готов. Усогласен со експерт кој што го добивме од страна на Европската комисија, експерт за човекови права, имаше две јавни расправи, како никоја една држава што го има направено, и неофицијално го кажувам, е усогласен со 26 земји членки, освен со една. Исто како Тоа е Бугарија, се признаеме, но што конкретно бара? Кога би знаел да ви кажам, ќе ви дадев одговор. Адутот за бугарска деблокада и европски гаранции Мицкоски го бара на адресите на Макрон и Мерц. Порача дека оптимизмот му се темели што само тој имал средби во Тивати со францускиот претседател и со германскиот канцелар. Не откри детали од билатералките, но очекува интензивирање на разговорите за гаранции од ЕУ. Го повтори ставот дека уставни измени без извесен крај нема да има и изјави дека со Радев се поздравиле само од култура, која според Мицкоски се учи во првите 7 години од животот. Разбира дека и едниот и другиот покажа голема заинтересираност, посебно претседателот Макрон, така што очекувам во периодот кој што следи да имаме интензивирање на разговори на оваа тема. Принципиелно е, бидејќи ги слушав вчера изјавите, да се повикувате на почитување на човековите права, нели, така кажа претседателот на Бугарија, а на бирото да ви стојат 14 пресуди од Судот за човекови права во Страсбур и да не дозволувате македонската заедница во Бугарија да се регистрира невладина организација. И непринципиелно е да ги гледате луѓето во очи и да не ја говорите вистината. А за првиот опозиционер Венко Филипче пораките од самитот на ЕУ и Западен Балкан во Тиват се јасни, но политиките на владата се антиевропски. Тоа треба да го прашате премиерот. Какви тој гаранции и неговата влада бараат? Нека каже. Или прашате го дали ги прашал европските званичници за време на состаноците и настаните кои што таму ги имале. После вакви јасни недвосмислени пораки, немаат луѓето повеќе што да кажат. Немаат повеќе на кој изговор да се извадат дека во Европа не сакаат. Очигледно е дека оваа влада е антиевропска. Премиерот денеска потврди и дека нон-пейперот на Макрон и Мерц, кој предвидува механизми со бенефит за земјите кандидатки, важи за земји кои имаат отворено кластери и поглави од преговорите со ЕУ. Мицкоски сепак смета дека зголемениот број на состаноци во Брисел, кои според предлогот на Париз и Берлин треба да бидат отклучени за кандидатките, ќе донесе бенефит за македонските представници да имаат повеќе шанси за представување на македонските позиции меѓу членките.